Добро вечер, Македонија. Вели дека секојаш ќе бидеш победник и кога ти е најтешко, да ги победиш сите лоши сили и сите лоши луѓе кои немаат чувство на сочувство. Но како и да е, храброста е тоа што човекот кога е искрен и честен и објективен, тој нема што да се плаши. Само се плашам од Бога, од никој друг. А Господ е секојаш на нашата страна. Еве, во пресред сме во очи на еден голем празник. Тоа е Сретење Господње. Одиме со тропорот и се враќаме во студијата. Радуйся, благодатная Богородице Девон, из Тебе воссия солнце правды Христос Бог наш, просвещая сущия во тьме. Веселись я и ты, старче праведный, приеми во объятия Свободителя душ наших, даруешь того нам воскресение. Радуйся, благодатная Богородице Девон, из Тебе воссия солнце правды Христос Бог наш, просвещая сущия во тьме. Веселись я и ты, старче праведный, приеми во объятия Свободителя душ наших, даруешь того нам воскресение. Радуйся, благодатная Богородице Девон, из Тебе воссия солнце правды Христос Бог наш, просвещая сущия во тьме. Веселись я и ты, старче праведный, приеми во объятия Свободителя душ наших, даруешь того нам воскресение. Да, и вечерва е исто така еден голем празник, Свети Трифон. И за многу години и честит имен на сите што го носат. Почитувани гледачи, вечерва на телевизија Вистел во специјалното издание на мојот магазин Вечерва со Томиче разгледаме една од најважните теми во глобалната геополитика. Нова Јалта за Украина. Ќе разговарам дали по 2 години војна Украина станала само дел од геополитичката игра, договарана од Вашингтон, Москва и Пекинг, додека државите ги гледаат своите судбини на масата на големите сили. Наш гостин вечерва е Сем Вакнин, геополитички аналитичар, познат по своето разбирање на светските процеси и способноста да предвиди глобални текови. Ја ќе му сакам добро вечер и добро дојде. Thank you for having me and condolences for your loss. Ти благодарам се срце, тешка е загуба. До вас. Но еве тоа е што е, нема да го злоупотребам мојот медиум, али Господ само ја знае вистината и само толку. Морам да му заблагодарам на мојот драг пријател и поддржувач на оваа емисија. Тоа е Жан Станоевски. Жан, добро вечер, како си? Добро вечер. Добро. Најдлабоко сочувство за надминливата загуба. Но непријатно и разбрав дека вие сечели изјавата на една телевизија и тоа е многу Добро, верувам дека бидејќи слава ми е контролата, ти благодарам и за твоето сочувство што ми го даеш за мојот син Ѓорги. Господин Вакнин, и јас велам дека овие теми не ги отвараат големите новинари, со оглед дека тие новинари работат по cold girl и одработуваат. Видовте што направи USAID. Излегува веднаш на површината на водата како производ на метаболизмот, да не бидам
булгарен со друг вординг, и видовте колку пари се дадени. Да не сакам да ги спомнам насловите, по 2 милиона евра, по 3 милиона евра, како да се уништи демократијата, како да се уништи општеството, како да се уништи ова Македонија, за која јас, откако знам за мене, се борам за незе и за нета вистина правда. Морам да ја тоа кажам, имам право, постои дисклеймерот, стои дека јас одговарам за се што зборам, а говорам за вистината на Македонија. Говориме сега за една голема политика која е светот веќе го дефинира дали се случува нов светски поредок. Токму на тоа, дали светот на вистина оди кон нова Јалта, каде суперсилите ќе договарат нова поделба? Yes, I think so. Мислам, да. But to understand what Но is да happening, разбереме што we се need to have a случува, look at the history треба да of погледнеме the United историјата States. на Соединетите држави. The United States Соединетите држави started off започнаа 18th century во 18-тиот век да as a rejection of притисуваат Europe. како еден вид одбивање од Европа. Значи, колонистите во Соединетите држави ја мразеа Европа. И го мразеа Обединетото кралство, ја отфрла Европа, не ја сака ништо да имаат со неа. And from the very, very И од самиот почеток, ориентацијата на Соединетите држави беше Latin America, Латинска Америка, Central America, Централна and Америка later on Japan. и подоцна Јапонија и Кина. This was the Ова orientation беше ориентацијата на САД. Matthew Perry, О Метју Пери како морски командант, тој отиде во Кина, не во Европа. Јапан и Јапонија и Соединетите држави имаат многу заеднички интереси, зашто ете President председателот Монро, who made the Monroe Doctrine. тоа ја напиша таа позната Монрова доктрина, која што кажуваше дека Латинска Америка, Централна Америка се хемисфера на САД. И европските сили не смеат тука да припарат. Ако припарат, ќе има војна. Така да Соединетите држави од самиот почеток јасно кажа од 1803 година веќе дека тие не сакаат да имаат ништо со Европа. Европа е мртва, заборавена, избришена. Now, Сега, what happened is, што се случува because of the поради двете светски војни, because of the two World War I, првата и втората светска војна, United States Соединетите држави беа присилени да се вратат на европската политика. Повторно, Вудро Вилсон, кој што беше председател, и Теодор Рузвелт, кој што беше председател, лажеа, ја мамеа американската јавност и кажува на американците во кампањите изборни дека нема да се бориме во Европа никогаш. Europe is not Европа не е наш бизнис. Ние сме неутрални, ние не сакаме да ватиме страна. Но лажеа. Вудро Вилсон заврши во 1970 година, почна со неговата интервенција, а Рузвелт ја поддржуваше Обединетото кралство против нацистичка Германија и Русија потоа беше во војна со нацистичка Германија. Значи Америка погрешка заглави во Европа како резултат на ова измама. political leaders of America. Политичките лидери на САД ја лажеа американската јавност, ја мамеа и завршија во Европа No one wanted кога никој не сакаше да биде во Европа. so Така да for 70 years за 70 години was in a trap. Америка беше во една вид стапица. Was a trap. НАТО е стапица. Marshall Plan. Маршаловиот план е стапица. Се тоа беше стапица. And what Donald Замка. И она што го кажува сега Трамп, finishing with this chapter. завршувам со ова поглавје, Back to our се враќаме на нашите back to the old оригинални вредности. Стара Really Америка. genius. Повторно ќе направиме голема Америка. Се враќаме на старата Америка. Старата Америка, interest of all the Americans интересите на Стара Америка се во Кина, in Japan, Јапонија, in Central во America, Централна Америка, во Латинска Америка и кога Русија се обеди во Куба да постави база и ракети, фрлачи за малку ќе имавме нуклеарна војна, затоа што тоа е интересот на Америка. Интересот на Америка е Куба, Ел Салвадор. Интересот на Америка се тие држави, Јапонија, Филипините, интерес на Америка е Кина, а не Германија. this is not interesting. Не е во интерес на САД. И сега да завршам Окей. како општ преглед. So now what Trump is Сега Трамп се обидува да го направи следново. Тој сака да воведе не нов светски поредок, туку да го врати стариот светски поредок. Стариот светски поредок каде што Латинска Америка ќе биде под сферата на САД, Средна Америка исто така САД, Јапонија САД, China, Кина,
United States. SAD. Problem with the United States. Тоа е проблем со САД. China has a problem with the United Кина е проблем за САД. И тоа војна помеѓу Кина и САД, никој не сме да влезе во оваа војна друг. А Русија и Кина се непријатели. Always were enemies. Секогаш биле There непријатели. were wars between Russia. Имаше војни помеѓу Русија и Кина. Русија и Кина не се пријатели. So Trump, Така да Трамп very cleverly, многу паметно he wants to се break обидува да ја прекрши алијансата помеѓу Русија и Кина, да ги раскине, да изолира Кина China and to make и China the only problem Кина of the да ја United направи единствен проблем на САД. Но има цена за тоа, States. Price is Europe. а цената е Европа. So the Така да communication from Trump комуникацијата на Трамп со Путин е we are going to divide the ние world. ќе го поделиме светот. Europe, Европа, all Europe, цела Европа, not only Eastern Europe, не само Источна Европа, цела Европа, even Germany, дури Германија France, и Франција, Europe цела Европа Целост. belongs to Russia. припаѓа на Русија. Прави што сакаш. Latin America, Латинска Central Америка, Централна Pacific Америка, Так. Пацификот belongs to me. припаѓа мене. Is not Atlantic Америка не е атлантска моќ, пацифичка моќ This е. belongs to United States. Значи тоа припаѓа на САД. Цела Европа нема интерес на САД. Out of NATO. Излегуваме од НАТО You know, we are и enjoying. ние се повлекуваме. We are leaving it to you. Ги оставаме вам. What you want, Земи што сакаш, прави што сакаш, exaggerate, не претерувај, to initiate wars, немој војни да правиш, stabilize the немој да глобалниот економски поредок да го дестабилизираш, но зголеми си ја моќта и влијание на ист начин на кој што САД тоа го прави во Јапонија или Latin America. или Латинска Америка. So yes, Така да, world order. стариот светски поредок што сметаме дека видината на Европа ќе биде руска. Тоа беше базично како подпрашање, но не би да го поставам и наредниот дел од тоа прашање, бидејќи ми одговоривте. Какви се разликите меѓу состојбите во 1945 и денес? Во 1945 година победниците ги поделиле сферите на влијание, но денес сите главни играчи имаат различни интереси. I don't think Не сметам дека natural има природен конфликт помеѓу САД и Русија. САД и Русија немаат интерес за конфликти. Европа не е дел од САД. Европа никогаш не била дел од САД. Европа никогаш не сакаше да има со Европа ништо САД. Не беа воопшто вклучени во Европа, така да Русија и САД немаат конфликт. Но Русија и САД и Кина, they do have тие имаат конфликт. Вистински. conflict that's been going on. Конфликтот кој што оди повеќе од 100 години. Така да Natural for Donald природно е за Трамп да каже let's divide the world. ајде да го поделиме светот. Делот на кој што не сме заинтересирани е Европа. Немаме интерес за Европа. We were never interested Ние никогаш не сме имале интерес за Европа. Само двајца председатели лажеа, не вовлекува во војна во Европа. Ние не сакаме да одиме во Европа да се бориме. to deceive us. Овие председатели не измамија, не излажаа. Ајде да се вратиме како што бевме. Ти нема да нападаш мене, јас нема да напаѓам тебе. Твојот природен хабитат е Европа, мојот природен хабитат е Кина и Јапан и така натаму. Така да мислам дека I think in the near во блиска иднина to have an alliance ќе имаме алијанса of Russia and United на Русија и САД против Кина. Може да се случи тоа? Yes, I think soon. I think like Скоро, 5 years. за 5 години, Or maybe 2 years. може би за 2. Trump is very fast. Зависи од Трамп, може да биде многу брзо. Ќе имаме обединети Соединетите држави и Русија против заедничкиот непријател Кина. Заеднички непријател. Кина е многу голема закана. We think it is nice. Мислиме дека е добра земја, но Кој е многу значајниот голема закана. геополитички пресврт денеска и кој е крајниот исход за Украина? Ukraine is the price. Украина е цената која што САД ја плати за да влезе во сојуз со Русија. Секогаш релативно малите земји ги плаќаат цените. Исто така Израел ќе плати цената. Скоро. Also Taiwan. И Тајван, When the United States кога САД made detente, прави детант, arrangement of еден аранжман за мир со Кина во 70-те години со Никсон, кога тоа го правеше, кога Никсон патуваше пинг-понг дипломатија со Кина и така натаму, веднаш Никсон го жртвуваше Тајван. Веднаш. they abolished the diplomatic Тие ги прекина дипломатските односи, престана да продаваат оружје и се повлекува. the price. Ако цената за коалиција со Русија против Кина е да се 20% од Украина, ќе ја дадеме 20% од Украина. Ако цената е контрола на Русија, на енергетскиот пазар, контрола на
во Европа, ако цената е вклучена во Балкан и Русија е вклучена во Балкан, тоа е мала цена. Тие не се релевантни за интересот на САД. Ако утре цела Европа стане руска, тоа нема да има никакво значење за САД, затоа што САД најголем интерес има во Кина, а не за Европа. Дали Украина има реален суверенитет или веќе е валута во голема геополитичка игра? Односно, колку Украина се уште има реална моќ да одлучува и колку таа е веќе ставена под притисок на поголемите сили да постигнат нови своји интереси? Последната средба на НАТО, каде што новиот секретар на одбрана Хексет имаше говор, европејаните се разбудија, тие сватија дека САД ќе жртвува не само Украина, цела Европа ќе жртвува. Тие мисле, Украина, војната е таму, ќе им дадеме нешто оружје, некои ракети, нека се борат. Но не сватија дека играта на Трамп не е за Украина, е за Европа. Секретарот на одбрана на САД кажа, нема повеќе да ја поддржуваме Европа. Европа е сега сама. И јасно го кажа, нашиот интерес е Кина. Нашиот интерес се границите што ги имаме со Мексико и така натаму. И немаме никаков друг интерес за Европа. Ако сакате мирот помеѓу Украина и Русија да го направите, тоа е ваш проблем. И на НАТО нема да биде вклучен. Така да е многу поголема игра каде што европјаните почнуваат да разбираат дека САД ги жртвува на Русија. Сега се тие алијанси со Украина прават. Сојуз европјаните не се врзуваат со САД. Самите сега со Украина се врзуваат и ќе имаме ситуација каде што ефективно ќе имаме Русија и САД заедно против Европа и Украина. Така. Тоа ќе се случи наскоро. Наколку средбите Трамп, Путин, Зеленски, Путин. Трамп и Путин веќе најавија средба, веќе се збореше и на медиумите вечера, што може да се очекува од нивните разговори? Кажа дека ќе се сретнат во Сауди Арабија, можеби, Maybe локацијата ќе биде отворена, можеби, во Саудиска Арабија ќе биде, ќе се сретнат секако. Секако. Во оваа средба главна тема нема да биде Украина. Главна тема тука ќе биде нова безбедносен аранжман за Европа. Украина е готова. Заврши. Приказната на Украина е готова. Крај. Украина е историја. Сега е прашањето како да се организира безбедносниот архитектура за Европа. Русија ќе каже не сакаме НАТО на нашите граници. Не може НАТО на нашите граници, значи Финска, Шведска, Полска, Балтичките држави, сите се на границата со Русија. Поранешниот Варшавски, да речем, тој блок, така сак да кажеш, дека и тоа беше, ако ми дозволиш, Сем, дека Горбачов ја зезнал работата, бидејќи не бараше гаранции од тогашниот председател Буш дека нема да дојде, со Клинтон беше ли Буш? Да, во суштина, да. Русите се лути заради тоа, затоа што тие прашаат за гаранции дека НАТО нема да се шири кон границите на Русија. Но НАТО им вети дека нема да се проширува. Да. Значи им вети вербално многу пати, а потоа сега Русија е обколена. Затоа што ние мислиме на Украина. Чекайте малку. А што е со Полска, што Балтичките држави, Русија е целосно обколена. И мислам дека Путин ќе му каже на Трамп, сакам НАТО да се повлече од моите граници. Сите овие земји да одат вон мојата граница. И ќе има нов безбедносен аранжман, каде што Русија ќе биде гарантор на мирот во Европа. Русија ќе гарантира римот, затоа што САД ќе каже, ние си одиме. Готови сме, нашата работа заврши. Си одиме со Кина, пријатно, ќе одиме на кај Кина. Кој ќе гарантира мир во Европа? Германија? Кој? Нема војници, армии, ништо. Само Русија може мирот да го гарантира. На крајот, Европа ќе стане руска сфера. И што се несе од енергијата, најголем дел од енергијата е од Русија. Порано, сега
помалку. But I think also Но исто така сметам дека Русија ќе направи нов безбедносен аранжман, нови граници, нова редефиниција на НАТО и ќе каже во ред, ние може сега глобално да го правиме, да правиме за Европа. Тоа ќе биде темата на дискусијата на Украина е готова. Нема таа да биде тема на Ова ми е разговорите. привилегија, без куртоазност, да бидам искрен, со оглед дека долго години сум во надворешно-политичкиот блок, да речам, во медиумскиот простор и општо, и навистина предизвик, што веќе имам таков калибар на геополитички аналитичар, кој за нашите гледачи, еве, ексклузивно имате таква можност да слушнете информација, а немој да препишувате колеги од други агенции, еве, слушајте и вадите вести, и објавувајте вашите информативни изданија со почит. Сем, што може да значи ова за средбата за Украина? Дали тоа знак за почеток на некој нов договор или стратегија, ти тоа меѓу другото кажа, но дали би сакал да додадеш или пак ова е само моментален дипломатски маневар? in Ukraine, Украина? Ukraine is, Украина there's only one solution. има само едно решение за Украина. Мора да ги пребошти териториите што Русија ги освои и мора да се надева на најдоброто, затоа што Украина нема да биде членка на НАТО. Европјаните нема да праќаат војници во Украина да бидат на границата. Полска веќе кажа дека нема да праќа војници во Украина и така натаму. No NATO, no soldiers. Нема НАТО, нема војници, нема безбедности гаранции. Украина ќе мора да научи да живее со Русија во мир. They will have Ќе мора да соработуваат со Русија, да прифатат дека имаат голем сосед и името се е на тој помират сосед со- Русија, за да преживеат. Опстано. Не можат поинаку, затоа што од 2004 година Украина беше непријател на Русија. Од 2004 година па наово беше непријателски настроена кон Русија, го менуваа режимот, и премиерот го отфрли кој што е проруски и вообичаено е режимот да биде проруски во Украина. Нормално е, Русија е најголемиот сосед. Како што е нормално за режимот на Венецуела или во Бразил да биде проамерикански. Затоа што или режимот во Канада should be pro. мора да биде проамерикански. Затоа што замислете имате режим во Канада прокинески. Или замислете утре во Канада премиерот како вели Pro-Chinese. ние сме прокинески, отворени против Америка и за Кина. Америка утре ќе ја нападне Канада. Американската армија ќе ја нападне. Тоа не е нормално. Така да украинците треба да се разборат и да прифатат дека геополитичката реалност е таа, можеби не го сакаат комшијата, но имаш комшија. Што ќе прави со него? Мораш да живее со него. Уште малку околу Зеленски. Дали Зеленски со така се обидува да преговара со Путин? Дали Украина може да се спаси од целосна поделба? И второ, дали Зеленски има способност и поддршка да ја задржи територијалната целовитост на Украина или веќе предодреденото е поделбата? First of all, Најпрви Zelensky did a good Зеленски направи добра работа пред 2,5 години, успеа да манипулира и ги маневрира направи американците, Конгресот, председателот and he succeeded. и успеа во спречувањето на русите да ја освојат цела Украина. Украина беше целта, но не успеа. Добра работа заврши, но тој сега He must now accept мора да прифати this is the maximum. дека тоа е максимум што може да направи, време е да застане, да склучи мир, да им го даде тоа на русите што го добија, да заврши и дефинитивно мора да биде многу внимателен да не се случи САД да му стане непријател. А ако тој константно оди во конфликт и не се сложува со Трамп и го одбива Трамп и така натаму, ќе остане без сојузник. Европјаните се шега. Тие немаат воена моќ, тие се шега, тие имаат пари. Само The only player единствен играч, значаен играч се САД, и САД стотуку означува дека ја напуштаат Европа и се свртуваат кон Кина. Значи интересот на Зеленски е да склучи мир со Путин пред да е предоцна. Затоа што кога американците ќе си одат и европјаните ќе одбијат да ја штитат границата, has a great opportunity. Путин има изворедна можност и иницијатива остатокот Украина да го освои. But Но why Ukrainians зошто reject Russia? украинците ја одбиваат толку Русија? Не знам.
Зошто толку им е одбивна? Зошто се толку антируска хистерија кај нив? Исто е како Канада. Ќе ти дадам пример. Замислите како Канада имаме режим, има парламент, премиер, дека сите антиамерикански расположено, уништете, убивајте ги американците, ни требаат оружје да се бориме против Америка. Лудо. Тоа е лудо. Украинците треба да бидат со добрососедски односи да имаат со Русија и да ја гледаат Русија како протектор, како единствена моќ која што е на светската мапа. И наместо тоа Украина направи стратешка коцка која што беше уништувачка. Тие го одбраа Западот. Кои се најголемите пречки за постигнување договор? Која е вистинската причина што ниедна страна не е подготвена да го прифати компромисот? Имено, која е вистинската стратегија на Путин и зошто не се гледа реален напредок? Дали, да, повели. Вака, Путиновата армија не успеа. Тоа беше голем неуспех. Армијата руска не успеа против мала земја, многу помала од Русија. Ме потсетува на Финска во 40-та година. Имаше војна помеѓу Русија и Финска. И тоа долг период Русија беше поразена од финците. Финците, мала земја ги победува русите, исто и со Јапонија. Јапонија и Русија исто така има војна во 1905 година. Руската армија не е добра армија. Познатата црвена армија, црвената армија успеа заради две причини. Хитлер беше распрскан по многу фронтови и Западот многу поддршка и даваше на црвената армија, но Русија нема добра армија. И тоа беше докажано и во Украина. И тоа е неуспех. Загубите се некаде меѓу 600 и 700 илјади војници. Путин е уморен, е готов. Нема економски ресурси да Скапа е, војната е скапа работа. Што е скапо, економијата колабира, Централната банка, каматите стапки ги качува на 20%, значи многу е тешко и нафтата да се продава и кога продава нафтата и мора под ниски цени да ја продава, така да не е добра ситуацијата за Путин. Путин има силна иницијатива да заврши војната, но согласно неговите услови, затоа што ако прави компромис, тоаш е мртов. А ако Путин направи било кој компромис, утре ќе биде мртов. Затоа што тој инвестираше целата своја репутација во оваа војна. И не може да прави компромис откако толку пари и толку луѓе потроши. И мислам дека ако Украина му ги даде тие 20% територијата Донбас, проблемот со Донбас е што е најголемиот индустријски база на Украина. Сите рудници, индустријски фабрики, нуклеарни системи се во Донбас, така да им се даде Донбас е како да даваш целата економија на Украина на тацна некому, на русите. Но нема друг избор. Ако го добие Донбас, војната ќе заврши и ќе видиме што ќе се случи. Ако Украина е мудра, ако е паметна, ако не се шовинисти и джингоистични и глупави, Украина ќе се доближува до Русија и ќе баре, ајде да го заборавиме Западот. Ајде ние да правиме алијанса, сојуз меѓу нас, да соработуваме. И Русија ќе биде воодушевена, многу Сем јас, да ти кажам искрено, ја поделив емисијата во неколку сегменти. Еве да посветиме на 10 минути улогата на Кина и Европа, ако ми дозволиш. Кина сака да биде медијатор. Дали ова значи дека Пекинг ја презема глобалната иницијатива од САД? Кина наметнува како нов глобален лидер, но што тоа значи за Европа и САД? Дали Пекинг на вистина се наоѓа во позиција да го диктира следниот глобален поред? Не. Кина е многу далеко од тоа. Кина е втората најсилна економија во светот, но луѓето во Кина се сиромашни. Кинезите во процес 20% прави од приходот што го прави американскиот граѓанин. Тоа е многу сиромашна земја. Сиромашна земја со голема економија и сега Кина користи многу од своите резерви на дворешна валута за да иницијативите појас и патишта, за да работи гради на патишта во Африка, во Јужна Америка и во целиот свет и користат овие резерви за странска валута
тие ја модернизира војската, сега имаат моćна војска со 3 милиони војници, со најмодерно оружје, со нуклеарни подморници, со проектили, со носители, носачи на авиони и така натаму. Значи, армијата на Кина е сега многу моćна, но дипломатската моќ на Кина е многу ниска. И Израел има многу поголема дипломатска моќ од Кина. Кина не е дипломатски моćна земја и Кина не е дипломатски силна. Кина дава кредити, заеми, пари, но нема Но дипломатска што се моќ. должи тоа? Затоа што Кина не е природен играч. Кога Кина пенетрира во Африка, например, отвараат болници. What Chinese is doing in Africa? Што прават кинезите во Африка? Russia. Русија, кога оди во Африка, Yes. да, Russia is European. Русија е европска It's a моќ. colonizer. Колон, Normal for European power земја колонија и нормално е за европските моќи да бидат. in Africa. So Дури Америка, America to be in Africa is кога пенетрира во Африка е чудно, затоа има неколку бази само во Америка, значи не е тука голема моќ во Африка, така да Кина нема дипломатска моќ, освен set in the area where it is. во областа таму кај што е природно припаѓа, тоа е Филипини, таму има голема моќ и во Кина, So, така да and that is what is going to тоа е happen тоа soon. што ќе се случи наскоро. Светот ќе се подели. China with its Кина со својата област, Америка со својата област, Русија со Европа. world, we are going back to the Се враќаме на 19-тиот век. Во 19-тиот век имаше баланс на моќта, равнотежа на моќта. Во 19-тиот век Франција го имаше своите, Британија си имаше своите, Русија своето, секој беше поделен, секој имаше свој и никој не влегуваше во сферата на влијание на другиот. big powers Големите сили во 19-тиот век го поделија светот. Го поделија. И сега the Second World War по Втората светска војна, затоа што Русија беше уништена, Кина беше уништена од комунистичкиот режим и револуција. По Првата светска војна единствена моќ излезе Америка. Америка, all the world. целиот свет го презема, немаше повеќе поделба, мултиполарност, немаше повеќе баланс на моќта, затоа што немаше повеќе моќни држави, имаше само една моќна држава. Сега се барем три. И се навраќаме на тоа кај што секогаш сме биле во 19-тиот Не век. знам, мислам дека имаш ти евиденција колку сме од него стигнав таймерот. Колку имаме? No, we, Да. Одиме како еве за Германија, бидејќи ти во старт ми ги дефинира и тезите, но како да е, сега ќе ги разглобиме. Како Германија и Франција гледаат новија процеси? Дали Европа ја губи геополитичката моќ? Во светот каде САД и Кина играат главни улоги? Каква е еднината на Европа? Дали е можно Европската унија да ја задржи својата моќ или ќе биде принудена да биде дел од големите игри? Ти почна на почетокот, не да додежеш, можеме. European states Европските држави, земји never никогаш не биле players. играчи, големи сили. The big powers in the Голема 19th сила во century 19-тиот век беше Обединето кралство. No one in Europe. Никој во Европа имаше, Франција беше малку. France became a big Кога power. Франција беше Napoleon, голема сила со Наполеон, United Kingdom came and Обединетото destroyed it. кралство влезе и го уништи тоа. Обединетото кралство не дозволи на никој во Европа да стане пресилен. Countries of Europe Сите европски земји беа слаби земји in the 19th century. во 19-тиот век. So today, Сега, денес, back to the 19th се враќаме пак на 19-тиот век, земјите од Европа стануваат слаби and as weak countries, и како слаби земји they have to choose. треба да одберат, They will be но forced мислам дека ќе бидат присилени да зависат од Русија, затоа што Америка ги информира дека се повлекува во правец на Кина. divorce. Тоа е вид мајката си оди и го напушта таткото. Таткото останува, сега треба да прават мир, да соработуваат со Русија, да го индустријски инвестиции, руска енергија, руско све Europe will be и Европа ќе биде русифицирана, because there is no other затоа што power in нема друга моќ. И немаше во минатото во 19-тиот век. Имавме Русија, Обединето кралство Russia and United и Kingdom Русија и were ОК fighting се in Europe, бореа во Европа. inside Europe. Внатре. Тие меѓу себе се After бореа. that, Потоа after that, Germany became power. Германија стана Germany became power, сила, and кога стана Russia Германија and сила, United Kingdom Русија и ОК ја уништија they Германија. did not allow Germany. Не дозволија Со оглед дека
Тука би сакал да направи една мала дистинкција, односно околу се тоа Трамп најави, и јас навистина со голема љубов и почит, ти знаеш дека трампист сум и не се страмам, значи чест ми е гордост. 2016 несебична подршка. Ми се подсмеваа така наречени аналитичари, тове. Како ти типуваш на човек хазардер, Трамп ли ќе победи Трамп. Единствен сем, веруе ми, на ова кампања од медиумите, ова телевизија и мојата маленкост му дадовме безрезервна подршка на Доналд Трамп. Факти, се согласуваш со мене. Имавме дебати со меѓу многу аналитичари. Но дали длабоката држава за која е цело време, и јас се борам против неја. Жртви сме. Бидејќи се оној што се бори за демократија, за својата држава, тој е ставен на таква листа. Сем не сме да оди на програма. Томиш нема се го викнал. Тој е против длабока држава. Тој е против тие далавери што се прави во светот. Дали навистина длабоката држава или deep state е the end of the story или може да се повампири? Длабоката држава е завера, бирократија, тоа е бирократија. Бирократијата постои. Представителите си доаѓаат и си одат, прават револуции, промени, напаѓаат. Бирократијата не може да се победи. Преголема е. Во Америка 2% од населението се вработени во федералната влада. 2%. Федералната влада. Не државните влади, не градовите. Само федерална влада. Голем дел од нив, 40-50 години, ја држат таа работа. Така да, тоа е машина што не можеш да ја запреш. Ниту Маск, ниту Трамп може да ги запре. Таа машина е флексибилна, овде бутнеш овде и секој вели ова е бутка, нешто. Но ако ќе бутнеш овде, од овде доаѓа, така нема можност да се отстрани, затоа што бирократијата е креирана во 19. век во Германија, Бисмарк, почна бирократија да гради во Франција, така да во бирократијата го презема владењето. Демократијата, оно што го викаме демократија е систем да одбереш кој ќе работи со бирократијата за да ги постигне некои цели. Продолжуваме од тој дел кај што кажавме претходно, рековме 60 минути, ние колку сме имаме. Имам уште, гледачите да слушат. Знај зашто ти одека сепак сум работил во многу телевизии. Знаете дека јас сум човек кој 16, ова ми е 16-та телевизија. Еден вели Томич, ја не би можел да издржам. Знам зашто не можеш да издржиш. Ти си бирократа. Никош не си се борил сам во животот. Јас се борев сам и секојаш победов. Ова нека не биде нарцисоидно, и овој пат ќе победам. Ти секојаш кога сум на правистинска страна, секојаш победам. Имам. Да. Сега ќе фатиме Полска и Велика Британија се најгласни против преговорите со Путин. Дали тие може да ја блокираат новата Јалта? Каква е улогата на Полска, ти ја спомнал на почеток и Велика Британија во блокирањето на преговорите со Русија и дали тие може да го запрат овој нов дипломатски процес? Голема закана сега не е Украина, за Обединетото кралство е, затоа што ОК беше посебен пријател на Америка, Обединети држави, Соединети кралство, тие менеджира Европа, тие беа пријатели, Англосаксонска алијанса, ја менеджира Европа. Ако Америка стане сојузник на Русија, ќе се отарасат од Обединетото кралство. Кога имаш жена, кога си женет, имаш љубовница. И сопругата е многу љута ако дознае дека имаш љубовница. Обединетото кралство беше љубовник на САД и сега САД си најде љубовница друга. Значи, и посебната позиција што има со Обединетите држави сака да затоа е причината зашто ОК сака да саботира било каков договор за Украина, затоа што сакаат САД да остане со нив спроти Русија. Тоа нема да функционира. Интересот на САД е многу силен да биде сојузник со Русија, да соработува со Русија против Кина. Полска е сосема друга приказна. Пољаците се антируси, ги мразат русите.
Има Од долга секогаш. историја со векови. Русија ја напаѓаше и ја поделуваше 3 пати Полска, неколку пати. Русија беше природен непријател на Полска. И да, кога ја ставиме Полска и ОК во иста кошница е грешка. Затоа што причината е различна. ОК сака да изолизира САД од Русија, а Полска сака да ја смета Русија за непријател и тоа е сосема различно. 10 минути има се да му дадеме како се тоа ќе се одржи на Балканот, може? Новата Јалта. Што значи новата геополитичка поделеност за Србија и Македонија? Како ќе влијат новите глобални игри на Балканот? Дали Србија и Македонија ќе мораат да изберат страна или ќе останат заложници на интересите на големите сили? Секој мора да одбере страна во балансот на моќ, затоа што досега се сеќаваш до пред 20 години САД беше единствената велесила, немавме баланс на велесила, никој не балансираше со САД и мораш да одбереш САД до 90-те години, да ако сакаш да бираш, ќе бираше САД. Но почнувајќи од 90-тите навака, Русија се поврати на сцената, така да имавме две опции, или Русија или САД. Сега имаме 3: Кина, Русија и САД. Концептот на балансот на моќ е дека имаме глобална моќ и сателити, клиенти на глобалната моќ. Секоја земја во светот ќе треба да одбере кому му припаѓа. Јас припаѓам на Кина, јас припаѓам на Русија, јас припаѓам на Америка, ама зависи од географијата. Не можеш да бидеш во Африка и да одбереш Кина. Не оди тоа во Африка да одбереш Европа, но не Кина. Не можеш да бидеш во Филипините или Индонезија или Јапан, а да одбереш Америка. Така да во Пацификот ќе има голема закана, нуклеарна војна закана, не во Европа, ќе биде во Пацификот. Затоа што Америка инсистира дека е таа пацифичка моќ поради Калифорнија. Калифорнија е свртена кон Пацификот и Америка вика ние сме пацифичка земја, како Кина го делиме истиот океан, тоа е еден океан, Кина овде, ние овде, нашиот океан. Ама азијатите не го гледаат тоа така. Кинезите тоа не го гледаат така. Тие велат, што правиш овде? Овде е мојот дом, мојот двор. Така да идниот конфликт ќе биде меѓу САД и Кина, стартува почнувајќи со Тајван, но ќе продолжи на Филипините, Јапан, ќе има големи војни таму во Пацификот. Европа е веќе решена дека ќе остане руска. И САД се повлекува, Африка може би руска исто така. Некои земји од Африка веќе биваат американските војници и ги прифаќаат руски војници. Чад, Нигер, Мали, ги канат руските војници да дојдат. Ја гледаме ситуацијата Русија, Европа, Африка, Кина, Југоисточна Азија, Источна Азија и Америка со Северна, Средна и Латинска Америка. И единствен област на нерешен конфликт, на неподеленост, ќе биде Пацификот. Let me turn the page again about my question about значи што значи геополитичката поделеност, значи како ќе се одржи на Балканот. Ја спомнав Србија и Македонија. Дали ќе мора да изберат страни или ќе останат заложници? Можете само тоа. Можеш само тоа да ми дефинираш точно. Конкретно Србија, ако гледаме вчера, утре е денот на независноста. Да, јас сум србин по народност и горд сум. Македонец сум од душа. И утре е денот на независноста на Србија. Утре е голем празник. Сретење Господово. Го славам и јас. И со задоволство кажувам ова. Трамп, голема честитка му даде на Вучич. Deep State и сета таа момента врше атак за Косово и за сетона. Што значи тај во контекст на сетоа дека Трамп има добра стратегија, има добри адвајзери, тука му е Гренон, кој беше голем поддржувач из на Балканот, главна машина. Не знам дали се согласуваш со мене, јас типував и немат погрешам, новиот државен секретар на Америка ќе биде Гренон. Овие се предвремени, некои специјални емисари.
Еве конкретно, што значи тоа за Срби, за Македонија, те молам, имајќи факт, никош не сум бил клиентилист, верувај ми. Меѓутоа, само ова да кажам, не грешам во моите проценки. Мислам дека тој Дубал, Мицковски и Вучич може да направат нешто добра стратегија за Балканот, ако одат и натаму се на добра стратегија и развојна политика. Балканот е дефинитивно природно сфера на влијание на Русија. Секогаш беше. На Балканот имаше судар помеѓу Русија, Австро-Унгарија и Отоманското царство. Но секогаш беше признаено како сфера на влијание на Русија и кога Тито се обидуваше да стане неврзан, Русија многу лошо реагираше затоа што сметаше дека тоа нејзина територија. Не прифаќа Југославија да биде независна. И мислам дека ако сад се повлекува од НАТО и од Западна Европа, дефинитивно нема да гледа ништо на Балканот. Балканот е ништо споредено со Германија или споредено со Франција. Балканот е ништо. Дали точно дека Бон Стил може да рече збогом? Ја пишав една колумна. Не е заинтересиран. За една година американците ќе почнат да се повлекуваат од Се согласувам што мене тоа го пишува во колумната. Исто има некои бои така критизери како тоа каква е твоја анализа. Ремзи Кларк, исправиме кој кажа, ние специјално направиме бомбардирање Југославија за да направиме најголема база во Европа, тоа беше Бон Стил. Еве го, Калето е најголема после ЦИА, второ најголем центар во светот. Дали веќе Трамп се трга, се повлекува? Не е Трамп. Соединетите држави не почна со Трамп, почна со таткото Буш, првиот Буш. Продолжи со Клинтон, Обама, тоа е пацифички век. Имат конзистентна политика и конзистентно иста. Постојана политика, да, не е Доналд Трамп. Америка ги повлече војниците од Германија, ги повлекува од Германија војниците. 80% војниците се повлечени. Тоа се случи пред да стане Трамп председател. Многу претходно. Америка е напушта Европа. Ајде одиме се на Кина. Пријатно. Дали Русија и Кина ќе го засила своето влијание на Балканот и каква е стратегијата на Русија и Кина за Балканот? Дали тие ќе ги поддржат традиционалните сојузници или ќе ги искористат сите своји интереси? Кина и Русија се сега заедно поради интерес. Но тие се природни непријатели, тие секогаш биле непријатели. А толку се гушка, толку се сака. Повеќе од 1000 години, Кина и Русија се непријатели. Кога Киевското кнежество пред 1000 години се формираше, монголите ја нападна Кина. Монголите доаѓа од Централна Азија, од Русија и Кина се непријатели. Крај на приказната, Доналд Трамп ја гледа можноста да ги подели Русија и Кина, да ги скрши, да ги одвои и да направи сојуз со Русија против Кина. А на Балканот не гледам некоја улога за улога, освен економска. Да ти давам еден пример на САД е во паника сега. Ќе ти објаснам зошто е во паника. Луѓето го одбраа Трамп да биде председател затоа што луѓето се во паника. Администрацијата е во паника, секој во паника. Зошто? Тотална паника. Зошто? Соединетите држави има долг, државен долг од 36 трилиони долари. 36. 37. На крајот од март. 37 трилиони долари е долгот на САД. А Кина има резерви од 10 трилиони. Кина е богата, пуна со пари. И ги добија, ги собира парите од светот преку извоз, преку трговија, небаланс во трговски дефицити. Америка има трговски дефицит 600-700 милиарди долари годишно со Кина. Што тоа значи? Значи дека Кина ги цица парите од САД 600-700 милиарди секоја година. 600-700 милиарди. 600-700 милиарди. Кина станува богата, Америка се осиромашува, но
Кина гради војска од 3 милиони војници, фиксирана бројка од 3 милиони војници и најдоброто оружје, вештачка интелигенција, се многу застрашувачки. За да го направи тоа, Америка веднаш мора да инвестира 2 до 3 трилиони долари за да дојде нисто ново со Кина. Американците се во паника, немаат парите. Америка е сиромашна споредено со Кина. Кина има многу повеќе пари од Америка. Како да заштедат? Излезете од Европа, отргнете се од Европа, постави царини за да ги собереш парите. Сечи го федералниот буџет, влада, испуштај луѓе, тие се луди за пари, не знаат каде да најдат пари. И знаат дека за 1 или 2, 3 години и така натаму ќе има војна со Кина. Околу Тајван, за Јапан, за Предвидуваш за 2 години може војна. Пацифички војни ќе има. Наредната војна ќе биде пацифичка војна, може би светска војна, не знам. Но ако не е светска, ќе биде пацифичка војна. Така да, тоа е тоа што Америка сега прави, да направи мир со Русија, да изолира Русија од Кина, но Русија и Кина не се ефективна алијанса и сојуз. И затоа БРИКС нема иднина. БРИКС ќе колабира. Двата основачи на БРИКС се непријатели. Како два непријатели да прават нешто заедно. Ќе колабира. Нема ништо. БРИКС. Само муабет. Делот на Балканот, не можам да не те прашам ова нова така наречена Јалта, како ќе се одрази на еднината на Косово и Република Српска? Какви се можностите се за еднината на Косово и Република Српска? Дали новите геополитички договори ќе донесат нови решенија на Балканот или ќе ја продлабочат оваа криза? Штом Путин ќе добие 20% од Украина, ќе значи дека границите во Европа не се веќе фиксирани. У моментот кој ќе добие границите веќе завршува фиксирано. Ако Путин добие делови од Украина, тоа значи оно што границата не е уште фиксирана со Украина. Како? Како ќе ги добие? Не е таа фиксирана. Значи, принципот пред инвазијата врз Украина беше границите во Европа се свети, не се менуваат, не ги пипаме. Ама сега Путин уништи границата, влезе во друга земја, освои дел од таа земја и сега сака да ја задржи. Така да во моментот кога ќе се отвори тоа прашање, дека сите граници може да се преговараат, може да се нападнат сите граници, тогаш еднината на Косово не е баш сјајна. Затоа што ако Србија истото го направи со Косово? Путин го направи за Украина, зашто Србија да не го направи истото со Косово? Со поддршка од Русија, да речеме. Што ако Русија поддржи Србија и заедно го нападнат Косово, мислиш Америка ќе интервенира во Косово? Тие ќе бидат со Канада, со Мексико, со Кина, ќе се занимаваат, ќе имаат имигранти, ќе имаат и со Јапан, Филипини, имаат војни волки тука. И мислиш ќе пратат еден војник на Косово? Курти, не знаеш што правиш, или с Богом, Курти. И тоа Гренел исто му кажа некои убави зборови на Курти. Значи ли тоа дека веќе Курти е избришано слово или употребена играчка? Ако Србија соработува со Русија да го врати Косово, да го повторно абсорбира, не сметам дека Косово има едина. Никој нема да го брани Косово. Морам да те прашам за тоа што Трамп начина една многу силна политика, мене ме мисля интересна, што невообичаена. Вика ќе ја земам, ќе ја купам газа. Ја одам од една ситуација, умните луѓе тоа го прават. Кога бев 2000 година на вторите за мене председателски избори, после 96-та, имав колега, ние бевме 5 новинари и 30 политичари, председатели на држави, беше председател од Италија, да не ги бројам сега, подпредседатели, најниско ниво беше министер за надвршна работа и 5 новинари. Еден од Бахраин. Радо се нека, ние сме Америка. Господине Томич, не сакам да ме прашам за вашите плата, знам дека вие немате голема плата. Јас земам тогаш 2000 од 5 до 10.000 долари. Шо збориш? Америка. Дали значи тоа дека нормално ги крцрпи нафтата
во Бахрейн, едно друго што ја знам, дали е точно дека под Газа има огромен басен на природен газ? Probably. Може би, не е тоа докажано, но може би, затоа што има природна продолжение на природниот газ од морето. That has been proven. Тоа дефинитивно има резерви Offshore. вон брегот, значи во близина на Газа има, да рече, оние наутички мили што и припаѓаат на морето, и тука има извор на нафта, природен газ и така натаму. Израел пак извезува нафта, затоа што With Lebanon, со Либан имаат offshore. офшор платформи за и Израел самиот си Israel became oil exporter. станува веќе извозник на нафта, значи самиот си покрива своите потреби на нафта, но и извозник станува. But Donald Trump, there was Доналд имаше позната Vietnamese American виенски економист, Шумпетер му беше името, и Шумпетер има кажано, единствен начин да ги решиш проблемите disrupt, to make е shock. да правиш шокови. Called it creative disruption. Тоа го викаше креативно правење шокови, When you destroy, when you кога уништуваш, кога пореметуваш, кога правиш гужва, кога правиш шокови, проблемите се решаваат. I think this is attitude of Donald. Мислам, тоа е ставот на Доналд Трамп. Доналд Трамп прави шокови, изјави, сите се Да го чувствуваат размрда наце луд. умот, мозок. И после се будиш. И Будите почнеш се, да нешто. размислиш. Чекай малку. Значи, ако е глупаво тоа што го кажува, што е тогаш решението? Размисли на друго решение. Така да те присилува да мислиш. Трамп со својата лудост, тој те присилува и го прави неможно да дојде до решение. Не му верувам дека тој ќе сака Газа да... Шо ќе ви моја Газа? Газа е целосно уништена, целосна полна со терористи. Што ќе прави со Газа? I don't really want, for one minute, Не верувам дека ни во една минута, дека 1 милиметар од Газа не сака да земе. Но тој го кажува и веднаш Египет, Јордан, Израел, палестинците почнуваат, Турција да прават, wakes the people up. ги буди луѓето, затоа што сите се заспани, среќни, Израел е среќен And he wakes them up. и тој ги буди. Doing it not only И не го прави само за Газа, тоа со Мексико го прави, со Канада, со Украина, Русија. methodology. Тоа е неговата методологија. Ги шокира луѓето, Force them to ги присилува Elon Musk. He's да Елон Маск го става во канцеларија како командант, killing everyone. кој што се убива. Musk is entering. Елон Маск и сите добиваат срчев удар. Но луѓето почнуваат да размислуваат, но чекај малку, што можам од ова како проблем да го решам? Кои луѓе можеме да ги отпуштиме? Тој е агент за промени. Доналд Трамп е тој што предизвикува промени. Тој ги пореметува состојбите. И многу е добра алатка таа. Најкратко, сам не интересно е колку ни е. Имаме. Имаме супер. Да го опфатиме и Ердоган преферира за нов поредок, светски поредок. Што е тоа што го наљути Ердоган визави Трамп, со кого се ракува пријателски однос? Како ја гледаш неговата иницијатива за нов светски поредок? Има ли Турција таква? Turkey is a regional power. Турција е регионална сила, како Иран. Иран е регионална сила, Саудиска Арабија е регионална сила. Имаш регионални сили. И тие треба да се одлучат кон кој ќе припаѓаат, кон Кина, Русија, Америка. Треба да имаат избор на менито и да утврдаш кому ќе му припаѓаш. Ердоган сака да биде сојузник со Русија. Не со НАТО, не со американците, туку со Русија. Тоа е природното сојузништво. Да. Имаме една минута за да. Мислам дека на крајот Турција ќе стане сојузник на Русија и дури очекувам дека ќе Сем ти благодарам многу. напушти НАТО. Наистина овие многу тешки минути во мојот живот ми дојде на гости. Ти благодарам за поддршката и се тоа што ми го правиш, ми го даваш за исто на мојот најдобар пријател Жан и Лидија која се е во бекстејдж. Благодариме. И благодарам мојата Кристина, таа мојата керка, мојот главен продуцент. Многу е тоа силно кога имаш вистински пријатели и ти доаѓаат во вистинско време. Говориме за една голема политика, што многу од луѓето немаат ни филинг, немаат ни знаење да зборат, бидејќи мислат се е нивно или дојди дрпни, бега, поведи.
Тајната е не да гледаш што се случува во последните 2 години. Тајната е Секако. 300 години да гледаш, 400 Ти години да благодарам гледаш. многу. Ево уште еднаш ка ви го честитам вечерашниот празник и секако утре сретение Господово. За многу години ве очекувам во храмовите. Таму ќе видам да се молиме за спокојот и на мојот здраг син. Имам право да го кажам и секој ќе го кажам Ѓорги, кој навистина сине патувај во светлината и сигурен сум дека Господ ќе ти ги отвори портите на Царството Небесно. Пријатна вечер.